Во пресед на туристичката сезона, надежите на преспани дека можеби ќе имаат брикет на туристичка сезона се повеќе секнуваат, со минус 5 метри под нултата кота или само 40 сантиметри повеќе вода од пред 5 месеци, Преспанското езеро полека зачмајува со намалени водотеци, запуштени плажи, алги и еден куп диви депонии. При нашата обиколка, уште еднаш се соочивме со овие жални факти. Општината заради недоразбирање со ресорот животна средина околу постапките и протоколите што треба да се прави, на владата и ги врати наменските средства од 84 милиони денари. Ние минатиот пат тоа го квалификувавме како пресметка меѓу коалициентите во власта, а драгоценното време пролетва, тука нешто да се направи отиде во неврат. Сега за доцнето, општината сама ќе го спасува она што не може да се спаси. Во текот на месец јуни ќе пресемиме голема кампања за чистење и уредување не само на крајбрежието, односно на Преспанското езеро, него на цела општина. Ќе се чистат 17 лоцирани диви депонии, меѓутоа ќе се уредува и брегот на Преспанското езеро, односно се што е под наш домен, односно патеките, туристичките локалитети. Околу чистењето на самиот брег, знаете дека ингеренции како градоначелник и како локална самоуправа немаме, меѓутоа во соработка со некои надлежни институции разговараме што би можело најхитно да се превземе сега со цел да имаме една добра туристичка сезона. Од Министерството за животна средина се уште немаат ништо конкретно кашано што треба да се прави со брегот на езерото, иако цело време велат дека ќе преземат се што е во нивна надлежност, а месец мај речиси помина. Свесни сме дека како резултат на климатските промени се случува намалување на водостојот во реките па и во езерата и се што е до нас ќе превземеме мерки во консултација со експертските структури за да се подобрат состојбите. Со овие состојби и околности, нашите оценки се навистина песимистички. Покрај хидролошкиот колапс на Преспанското езеро, само по себе се мултиплицираат и другите проблеми. Општината 84 милиони денари што и ги додели владата за интервенции во Преспа, едноставно ги врати поради недоразбирање со Министерството за животна средина. Од друга страна, сега ќе мора сите диви депонии во текот на јуни месец да се чистат, таман на среде туристичка сезона. Исто така, се уште не е дефинирано дали воопшто ќе се поставува песок или каква песок или од каде песок на плажите, да не дојдат во судир со животна средина или воопшто да се направи некоја еколошка катастрофа. На сето тоа концесионерите толку се огорчени, толку исплашени што навистина не знаат што ќе се случува со нивната екзистенција и со нивниот бизнис во оваа туристичка сезона.